Добар ден, стартува на новата телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Што се случува со телото кога ќе изгубиме многу килограми? Зошто кожата не секогаш може да го следи тој процес? Дали виснатата кожа е само естетски проблем или може сериозно да го наруши секојдневното функционирање, но и здравието? Разговараме за можностите што ги нуди пластичната хирургија, ризиците и реалните резултати по овие интервенции со доктор Илина Гаджевска-Томулевска, субспецијалист по пластична и реконструктивна и естетска хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Следи на вистина интересно издание, затоа останете со нас, а во текот на емисијата ќе можете да се вклучите со ваши прашања во програма. После слабењето, има ли решение за вишокот кожа? Ова прашање ќе го патиме на денешната гостинка, доктор Илина Гаджевска-Томулевска, субспецијалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија, која што е дел од тимот од Центарот за дебелина при клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во телма амбуланта и добар ден. Добро ве најдов, секогаш ви е пријатно во студиото. Докторке, што се случува со кожата кога се поправаме, кога накачуваме килограми, кога се зголемува нашата телесна тежина? Така, кожата се труди да го прати таложењето на масноти во подкожното масно ткиво и како во зависност колку килограми наеднаш ќе качиме во кој временски интервал, толку и е полесно или потешко да го прати тоа покачување на телесната тежина, па буквално американците знаат да кажат како една вреќа, ако ја преполните, знае да напукне од преголема тежина од преполност и тогаш практично се случуваат оние напукнатини на кожата или стриите кои што често ги гледаме, кога за краток временски период сме ставиле повеќе килограми. Значи кожата се растегнува? Да. Никогаш не успева да нема токав еластицитет, нема капацитет. Нема капацитет и затоа напукнува. А што се случува потоа при нагло слабење? Може ли растегнатата кожа да се собере? Така, повеќе фактори влијаат тука, не само возраста, туку и генетиката и квалитетот на кожата. Знаеме дека во кожата еластинот, колагенот, оние важни фактори за убавината на кожата. Како сме повозрасни, така се намалува и нивниот процент на застапеност. И пак ќе го спомнат фактот колку килограми и за колку време ќе во случајов ослабеме. Така да во некој... Значи постепеното слабење е подобро за кожата во споредба со наглото? Апсолутно, да. Постепеното и дава можност на кожата да се адаптира на новата состојба, пак ќе кажам во рамките колку што дозволува незината возраст, генетика и квалитетот. Меѓутоа, кога нагло ќе се изгубат поголем број на килограми, тогаш веќе таа не може да го следи тоа губење, па пак сме кај таа вреќата, ако ја испразниме нагло, ќе остане вишок на кожа или пак, како знаат американците да кажат, саги дека е висната, торбеста кожата, да. Тоа значи дека кај младите полесно кожата ќе се нормализира, ќе се врати? Да, и мислам дека и сите ние во нашиот животен циклус и забележуваме дека кога си варираме во килограми во помлади години, тоа многу поедноставно се случува и кожата подобро се адаптира отколку веќе кога сме повозрасни. Значи дури 1 или 2 килограми кога ќе се изгуби на одредена возраст, подоцна во животот, видно се забележува на кожата. Така е. Не е иста кожата во 20, 30, 40, 50, 60 години, секоја декада се носи своји промени. Дали наглото слабење доведува и до старење на кожата пред се на лицето? Ние го добиваме изгледот како да сме остареле, затоа што главната потпора на кожата е тоа подкожно масно ткиво, а на лицето имаме и масни перничења.
кои што се како да баш потпора која држат кожата. И кога тие ќе се намалат, кога ќе ослабиме, кожата нема потпора и таа виснува надоле, со што ние добиваме нели постар изглед. Можеби лицето е нешто прво што го забележуваме, меѓутоа тоа се случува секаде на телото. Лицето е само нешто нели најчесто го гледаме во огледало и најлесно може да ги забележиме промените. Но тие промени ги има прописно секаде, стомакот, рацете? Па статистички стомакот е оној кој што најмногу и најчесто го има овој проблем, затоа што таму и најмногу нели таложиме подкожни масни капки, масно ткиво, кои што таква нели зависи од конституцијата и од генетиката, меѓутоа генерално сите околу стомакот во тој дел најмногу таложиме и кога ќе дојде до губење на килограми, особено за краток временски период, веќе тука нели го имаме главниот проблем. Може потоа да ги спомнеме над лактиците, над колениците, па дури и градите кај жените, нели кога ќе изгубат во телесна тежина, знаат да станат птотични. И на грбот да се јават фалти? Секако, сегде, пак ќе кажам, можеби деловите кои што најмногу ние се ги забележуваме, се тие. Така, сега, доколку вежбаме при слабењето, дали физичката активност може да помогне кожата да го следи слабењето и да нема толку многу висната кожа? Да, има улога вежбањето, меѓутоа пак ќе кажам зависи колку килограми и за колка временски период. Подкушното масно ткиво еве конкретно кај абдоменот, над лактиците, над колениците се наоѓа помеѓу мускулатура и кожата анатомски. Тие се тие две подпорни линии. Доколку нели кожата висне заради растопување на подкожното масно ткиво, мускулот ако е добро навежбан ќе даде некоја компензација. Меѓутоа тоа е во одреден процент. Сепак ако изгубиме многу килограми за кратко време и да вежбаме, ние пак ќе имаме висната и вишок на кожа. Дали за ваков проблем најмногу придонесуваат агресивните радикалните диети или пак баријатриската операција на желудникот, односно намалувањето на неговата големина? Така. Кога имаме хирургија, радикално намалување или на капацитетот на желудникот, ние радикално, односно брзо губиме многу килограми. Така да тука сигурно ќе се појави вишок на кожа, а додека диетите зависи како ќе ги менаџираме, колку килограми ќе се губат, пак ќе зависи од возраста, дали е тоа пушач, дали е некој физички активен и така натака. И ако се направи добар план, дури препораките се негде околу 2 до 3 килограми да се губат месечно, во подолг временски период може да се постигне саканата телесна тежина, а да не дојде до виснување на кожата. Во тој период секако ќе се негува кожата, ќе се подхранува, за да ја дадеме можност да го даде својот максимум да не дојде до виснување. Да се растегнатата кожа всушност да се повлече. Така. И сега, колку често се јавува овој проблем со висната кожа? Го гледате ли често ке пациентите кои што се на диети? Често е реално. Дури луѓе кои што немаат проблем со, да кажем, прекомерна телесна тежина, најчесто жените во текот на бременоста, нели се растегнува кожата, пратејќи го растот на плодот и доколку не се негува добро и не се даде поддршка на кожата, се јавуваат тие стрии, се распукува и често откако ќе се породат, нели тука имаме како иста ситуација како нагло губење на голем број на килограми и се случува да кожата висне. Така да најчесто се тоа мајки кои што откако нели ќе се опорават од пораѓајот без разлика дали е природен или со царски рез, бараат помош како нели да се вратат назад во првобитната
состојба. Понекогаш дава цел од себе постојано вежба, мускулатурата ќе се повлече, но и понатаму кожата. Да, и тоа е најчесто останува. така. Со таков, да кажам, со таква изјава доаѓаат во нашите ординации. Вежбам, внимавам, се правам, меѓутоа, нели, сепак имам вишок на кожа. Дали вишокот на кожа е само естетски проблем или пак може да биде и здравствен? Доколку е прекумерно тоа и дојдат како фалти, најпросто кажано, често пати тие се и здравствен проблем, поготово во топлото време, затоа што хигиената меѓу тие дипли фалти на кожата е тешко да се одржува и се јавуваат иритации, инфекции, кои што може, нели, баш да прогредираат, да бидат непријатни, да чешаат, да даваат мирис и така натака. Па во поголеми случаи дури и до инвалидитет, да не можат да се ги извршуваат секојдневните, нели, активности, во движењето да им е тешко, во одржувањето на личната хигиена да им е тешко. Особено абдоменот тука е проблем, затоа што таа една состојба на виснат стомак или вентер пендуланс, познат, нели, во нашата фела, надвиснува над генитали, над колениците и им е тешко да се одржуваат хигиената и секојдневните активности. Всушност го нарушуваат и квалитетот на живот, но и здравието. Постојано се бара во таков случај да посетуваат лекари за да се смират инфекциите? Да, генерално кога тоа ќе дојде до инфекција и проблем, потребно е да се јават на лекар, да се види која е причината, која бактерија е или можеби габа е, исто габите поради влажноста, потењето во летниот период често пати е причина за тие иритации и инфекции и адекватно да се третира. Понатаму може да дадеме совети за превенција, нели, како да се одржува хигиената, повеќе да се обрне внимание во тие делови. Често пати им даваме препораки со медицински сапун во тој дел да се тушираат, да се направи добра дезинфекција и да се намали ризикот од инфекции. Значи, иритации, инфекции, ограничено движење навистина може да доведе до бројни проблеми, прекумерното опуштање на кожата, понагло слабење. Претпоставам дека овој проблем се забележува почесто кога оние кои што имале прекумерна телесна тежина и одеднаш ослабеле. Сега, какво е решението во тој проблем, во тој случај? Дали хирургијата, естетската, реконструктивната, може да даде подобрување? Па само искрено, само хирургијата може да помогне. Нели сите тие вежбања, совети и така натака се адекватни до одредена рамка, а веќе кога се работи баш за инвалидитет или хроничен проблем или едноставно пациентот кажува јас вака не можам повеќе да живеам, сакам, нели, да го сменам, тогаш единственото решение ни е хируршкото отстранување на вишокот кожа, а со тоа и подкожно масно ткиво. Колку килограми пациентот треба да изгуби за да биде кандидат за ваква операција? Тоа е индивидуално. Значи, имаме пациенти кои што, да речеме, имаат 100 килограми, меѓутоа за нив тоа е многу затоа што претходно имале, нели, нормална телесна тежина, па вежбале, направиле некоја промена во својот живот и кога ќе изгубат 20-30 килограми, сакаат, бидејќи ги изгубиле, нели, нагло, сакаат таа вишок на кожа и подкожно масно ткиво. И за нив тоа е идеално. Меѓутоа, кога збориме за морбидно обезни луѓе, рачунајте за личност која што би имала 200 килограми, да изгуби 50-60 ќе има 140, а повторно ќе биде обезна иако изгубила толку многу килограми. Така да границите ги адаптираме според пациентите. Оние кои што имаат морбидно, како го пишавте? Морбидно обезни, да. Те што се морбидно обезни, односно имаат еве, например, 200 килограми и изгубат 50 килограми. Дали веднаш може да се направи операцијата или ќе почекате да видите дали тој пациент ќе одржи
таа тежина. Да, не се брза. Никогаш. Првично, секогаш сакаме да видиме колку може максимум да се ослабе. И тоа и го кажуваме, нели, затоа не се прават еднаш, па ако ослаби пациентот уште еднаш тие хируршки процедури, да се постигне максимумот и тој да се одржува. Колку време да се одржува? Па барем неколку месеци да знаеме дека нема да лесно варира пациентот во телесната тежина, затоа што и да ја направиме таа операција, ако повторно нели се здебели, ќе се вратиме назад во првобитната состојба и целиот тој, да кажам, процес, труд ќе биде залуден. Носат ли овие операции ризик пациентите кои што имаат покачена телесна тежина, а кај нив постои потреба да се отстрани вишок од кожа поради здравствени причини? Да, има ризик. Ризикот може да биде од минимален или до високо ризичен во зависност од повеќе фактори. Прво, колку е таа личност обезна. Обезноста се носи своји проблеми, пред се на срцето или кардиоваскуларниот систем, на плуќата или дишењето, функцијата на бубрезите, затоа мора да тој пациент биде во добро здравје од овие главни, да кажам, 3 системи. Исто така, овие пациенти често пати имаат ендокринолошки проблеми, диабетот најчесто, проблеми со тироидната, често се тоа пушачи, така да треба да имаме една целосна проценка на општата состојба на пациентот, плюс колку килограми изгубил, за колку време, дали ги одржува, дали е физички активен и една психолошка проценка. Затоа често велиме нашата работа во Центарот за дебелина е мултидисциплинарна. Секогаш имаме уклучено ендокринолог, нутриционист, физикална терапија, психолог и пластичен хирург, за да направиме проценка и да секако пациентот предоперативно биде свесен за своите ризици хируршки и анестезиолошки. Затоа е потребен мултидисциплинарен пристап. Апсолутно. А што е со жените кои што после породувањето не успеваат да, односно им се јавило проблем со опуштена кожа? Да. Колку време може да чекаат и треба да чекаат после породувањето за еден ваков хируршки, естетски зафат? Првото прашање што им го поставуваме е дали планираат повторно да раѓаат. Значи, најдобро е прво да се заврши со репродуктивниот процес, бидејќи пак ја кажам исто како кај обезните, ако повторно се здебелат, не пропаднала нели работата, исто и со бремените жени ако имаат и втора и трета бременост или замислете па тоа да се и близнаци, залудна ќе биде првичната хируршка интервенција. Така да првично треба да завршат со раѓањето, потоа се препорачува да поминат од 9 до 12 месеци од породувањето, плюс од една страна затоа што во тој период мајката му е најпотребна на новороденото, нели да биде тука и околу него, а не во хируршките сали и на контроли, а од друга страна за да се даде можност на кожата, на мускулите, на подкожата да се вратат максимум, па да видиме, да имаме реална предоперативна проценка. Ќе ги вклучиме гледачите. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да поставите прашање кое што е поврзано со денешната тема. Како изгледа предоперативната подготовка на пациентот кога станува збор за реконструктивна естетска операција? Така. Доколку се работи за баш морбидно обезни пациенти, тука има посериозна подготовка и таа трае обично околу 6 месеци до 1 година. Да тој мултидисциплинарен тим даде максимум секој од свој нели аспект да пациентот биде подготвен за да ја издржи првично хируршката интервенција и потоа постоперативно да го намалиме ризикот од компликации. Додека пак оние другите кои што еве нели како наједноставни случаи ги спомнавме мајките, имаат пократок временски период,
во кои што поминуваат низ тие рутински прегледи, проценки од страна на кардиолог, анестезиолог и така натака, дали нели се кандидати да можат да поминат без компликации, барем анестезиолошки или понатаму од наша страна хируршки во овој процес. Бидејќи тоа се најчесто млади жени кои што немаат хронични заболувања, да, не е потребна некоја поголема подготовка. Но кај оние кои што имаат некои хронични состојби, тука претпоставам треба да се стават најнапред под контрола. Апсолутно, да. Иако и самото слабење до некаде ги нормализира. Да, апсолутно тоа помага, меѓутоа често пати ако е диабет во прашање, потребно е терапијата да се адаптира до степен да речеме некој 3-месечен лабораториски резултат покаже нормална гликемија, односно присуство на шеќер во крвта. А зошто е проблематично пушењето? Пушењето и шеќерот се главните непријатели на заздравувањето на раните. Така, никотинот и високиот шеќер. Мислам дека за диабетичарите од секој аспект е познато дека тие дури и отвараат хронични рани, не само хируршките што потешко зараснуваат. Така да тоа за пушачите е нешто што обично им е проблем и нели малку имаме дискусија, ама дали ако намала и така, преговараат. Да, преговараат најпросто кажано. Меѓутоа мора да се свати дека навистина пушењето дури во светски рамки овие пациенти се одбиваат. Ако се пушачи во старт не се кандидати. Не се кандидати воопшто? Да, воопшто не се земаат во предвид. Ние сепак тука на Балканот уште преговараме со тој дел, меѓутоа во светот тоа е веќе став дека пациенти кои што пушат не треба да имаат естетски операции. Не дека не се идеални кандидати, туку воопшто не се кандидати за нешто вакво. На кои делови од телото најчесто се решаваат пациентите да направат интервенција? Што најмногу им пречи? Па пак се вртиме околу абдоменот, да, стомакот е генерално најчесто што пречи, најчесто кој го бараат да биде решен. Зависно нели од случај до случај може да се кандидат за мини абдоминопластика, пак ќе ги спомнам мајките кои што изгубиле практично волумен, тука не изгубиле толку масноти, и до класична абдоминопластика и една состојба која што се нарекува паникулектомија кај обезни, морбидно обезни пациенти, каде што тој виснат стомак прави инвалидитет, неможност да се отиде во тоалет, потреба од лице за нега, и тоа ако се млади личности навистина прави веќе и психолошки проблем, дека тие се сепак зависни од некој да ги негува. Доколку пациентот има виснат стомак, покачена телесна тежина и неможност да изгуби килограми, може ли да се направи ваква операција? За сепак да му се подобри квалитетот на животот или не? Да, тоа е она што го спомнав како третата опција, паникулектомија, во која што ние не бараме естетски резултат. Често пати нели абдоминопластиката бара да се затегнат мускулите, да папокот се транспонира, да биде на својата... Значи се поместува папокот погоре, така? Така, се затегнува кожата со подкожното масно ткиво максимум и бараме нели тоа да естетски изгледа добро, резот да биде скриен, да има мала лузна и така натака. Овде тоа не го бараме, ниту мускулите не се битни, па дури и често пати кажувам дека може и папок нема да имаат ваквите пациенти. Затоа што секоја додатна манипулација кај вакви пациенти е додатен ризик. Овде само се обидуваме кожата и подкожното масно ткиво кое го има како доста голем слој, кои што предизвикуваат инвалидитет затоа што висат еве конкретно кај стомакот над колениците, па тоа ние сме виделе случаи до колена каде што буквално не можат да се движат, а не па да си ја одржуваат својата лична хигиена. Тука им помагаме одстранувајќи го само тој дел кој што механички прави проблем.
За да можат физички да се движат, да можат нели и тие прошетки и физичка активност понатаму да помогнат во процесот на слабење. Така. А што е со оние кои што поради нагло слабење изгубиле многу килограми, им се јавила вишо кожа на рацете, на стомакот, на нозете, Така сега. задникот, грбот, на сите места. И сакаат да си ја подобрат естетската слика, бидејќи не се задоволни кога ќе се видат во огледало, од својот одраз во огледалото. Дали можат сите операции овие да се направат во еден акт? Како изгледа тој процес? Можат, меѓутоа никогаш не го препорачуваме тоа, затоа што тоа е голем стрес за организмот. Може да се комбинираат две операции, најмногу. Например, да речеме абдоминопластика со лифтинг на надлактиците. Меѓутоа Тоа се оние делови кои што висат на надлактиците. Добра. Така што не е препораката да се оди толку агресивно на било кој организам, дури тој да нема некои други коморбидитети, состојби поради кои се лекувал или не се лекувал, затоа што сепак тоа е стрес за организмот, поготово ако се работи за многу кожа и подкожно масно ткиво. Тоа подкожно масно ткиво има толку многу крвни садови за да се одржува, што тие губат и крв со отстранување на тоа подкожно масно ткиво и кожа, така да секогаш гледаме да помогнеме да не наштетиме да се тоа биде умерено. Секако после 6 месеци, 1 година, ако пациентот и понатаму нели има проблем, може да дојде во друг акт да се направат другите операции. Како изгледат овие естетски зафати? Дали се сложени? Колку време трае една ваква хируршка интервенција за подобрување на стомакот? Пак ќе кажам, има разлика од случај до случај. Доколку работиме една мини абдоминопластика, негде за час и половина, 2, тоа ќе биде завршено. Повеќе ќе обрнеме внимание на естетските моменти. Секако и тоа е побитно и самите пациенти повеќе го бараат постоперативно како нели тоа изгледа. Додека пак оние кои што се навистина многу обезни, треба и повеќе време сето тоа подкожно масно ткиво да се отстрани, може да трае и 3 часа таа операција. И тука веќе нели постоперативно се соочуваме и со повеќе ризици. И затоа што спомнавме нели пообезните носат повеќе здравствени проблеми со себе, а и од друга страна затоа што подолго време биле под општа анестезија. Така. А колку килограми кожа може да се отстранат кај еден пациент? Ќе покаже ли по операцијата вагата? Да, и јас можам да спомнам во последниот месец еден таков случај во кој што отстранив 30 килограми. Кај на 30 килограми кожа и подкожно масно ткиво само од стомакот. Да. Тоа е навистина. Да, меѓутоа и пациентката е од тие кои што ги спомнувам навистина морбидно обезни пациенти, која што има околу 200 килограми, сега нели минус овие кои што се отстранети. Така да, навистина може тоа да биде многу, пак ќе кажам колку сме поагресивни, толку и е поризично за пациентите. За време на операцијата за затегнување на кожата, например на стомакот или грбот, може ли и да се извадат масни ткива кои што да се извади она масно ткиво кое што создава естетски проблем, односно да се обликува? Да, често пати се комбинира липосукцијата. Липосукцијата е најадекватна, да речем, најадекватна хирушка процедура, која ни овозможува ремоделирање, обликување на телото. Иако често пати кај нас постои еден мит и мислат дека
ако се со прекомерна телесна тежина ќе дојдат на липосукција и нели како што се шегуваат, да, малку ќе ми го шмукне салото. И дека на тој начин се слабе. И тоа е првото нешто што секогаш се трудиме да објасниме, дека липосукција не е начин на слабење. Липосукцијата овозможува само моделирање. Сите ние имаме некоја конституција, па дури и да ја имаме посакуваната телесна тежина, да речеме да околу струкот имам повеќе, да речеме, масно ткиво, и тогаш сте кандидат за липосукција. Значи ви доаѓаат пациенти кои што сакаат на брз начин да го решат проблемот со липосукција. Да. Но очигледно дека тоа не е возможно. И сега, дали операцијата е болна? Дали е болно отстранувањето на вишокот кожа? Секако, за време на операцијата пациентите се во општа анестезија, значи тој дел не се ни сеќаваат, не чувствуваат болка. Постоперативниот период најчесто во првите денови се во болница и се добро покриени со аналгетици, исто ни дозволуваме да ја почувствуваат болката, а за дома секако им даваме терапија во која обавезно има аналгетик, барем во првата недела. Веќе после првата недела велиме по потреба. За нели ако има болка, тогаш да се напијат, и некаде веќе после втората недела самите пациенти кажуваат јас веќе не пијам од лековите за болка. Така да таа болка постои, меѓутоа се контролира, нели, најпрво. Се менаџира. Да. Имаме гледач кој што очекува вклучување во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за гледачот. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Моли? Во програма сте, повелете. Сакам да ја прашам докторката за една болест. Ке ве замолам само да го следите разговорот преку слушалката. Да, Паркинсоновата болест. Пресакате за Паркинсонова болест, но денешната докторка... Добро? Не е невролог, имајте предвид. Сакам за тоа да ја прашам со целата сам брунчи. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Имајте предвид дека денешната докторка е субспецијалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија, таа не е невролог. Во некој од следните изданија на Телма амбуланта ќе имаме и доктор кој што е специјалист во ова област, кој што ќе зборува за Паркинсонова болест, и ќе можете да го поставите прашањето и секако да добиете одговор. Ние продолжуваме понатаму. Претпоставам дека немате нешто да додадете? Само доколку се тие некои кожни брумки, како ги кажа пациентката, можда е најдобро да посети кожен доктор, дерматолог, да се исклучи за што станува. Така. И продолжуваме понатаму, кога зборуваме за овие естетски корекции за отстранување на вишокот и на виснатата кожа, колкави лузни остануваат? Треба ли пациентите да бидат реални дека по операцијата нема да изгледа кожата онака како што ни замислиле, дека мора да има лузна? Да, тоа е прво што мора да знаат, дека секоја хирургија има лузна. Секако ние работиме да таа лузна биде една фина линија, да не биде груба и така натака. Меѓутоа, пак зависи и од процесот на заздравување, од организмот, дали постои некоја генетска предиспозиција за создавање хипертрофични келоидни лузни, дали ќе има инфекција постоперативно, затоа што тие рани кои што се разнувале подолго или пер секунда оставаат и погроби лузни. Но и да се помине во идеално, да кажеме, постоперативен тек, сепак една линија на хируршкиот рез ќе постои, која што кај стомакот, абдоменот е од едниот до другиот крај на карлицата, кое што е под само во предниот дел или и во задниот? Ако се работи циркумферентна абдоминопластика, тогаш ќе има и во задниот дел. Што значи тоа? Каква е таа абдоминопластика? Буквално околу целиот обем на трупот. Значи се интервенира на кожата и на предниот дел на стомакот и на грбот? И на грбот во оној дел лумбално кој што
најчесто пациентите го викаат кај спойлерите. Со тоа се стигнува и подигање на задникот, затоа што нели таа вишо кожа таму што дава и некој спуштен задник, па на тој начин го постигнуваме и тој ефект. Така да зависно што е работено, лузната ќе биде нели секоја хируршка техника има, да кажам, протокол каде се става резот хируршки и лузната би била во таа проекција. Кај подлактиците, каде е лузната? Секогаш се трудиме да бидат скриени, тоа тргнав да кажувам и за абдоменот дека е под нивото на ластикот на долниот веш или бикините, а за надлактицата ќе биде секако на внатрешната страна, да ние кога имаме нели нормално некренати раце, ги држиме при телото, не се забележуваат. Само доколку нели ги кренеме рацете, па некој така добро не анализира, ќе ги забележи. А што со пациентите кои што создаваат келоиди, односно лузни? Кај нив може ли да се направат овие зафати? Доколку имаме предходно податок, значи пред операција, да не каже пациентот дека има ваква историја, може да се направат генетски испитувања, дали се работи за случајна состојба или се работи едноставно за генетска предиспозиција и тој пациент било која хируршка лузна или повреда би завршила со келоидна лузна, тогаш не се препорачува. Затоа што навистина изгледа лошо келоидната лузна и понатаму може да биде проблем со долготраен третман, со кортикостероиди, ласер и така натака. И на крај нема да постигнеме естетски резултат ако го нели израмнеме стомакот, а имаме многу грда лузна. А колку често се потребни дополнителни интервенции, односно корекции? Корекција да се направи. Еве пациентот сака уште подобро тоа да изгледа. Доколку реално постои, да речеме, индикација дека постои можност тоа да изгледа подобро, може да се направи. Меѓутоа имаме и еден друг момент кога пациентите претходно замислуваат дека ако направат пластична операција, потоа нели чуда ќе се случат и ќе изгледа нешто како што виделе на телевизија, на Инстаграм, на Фејсбук, социјалните мрежи. Затоа често мора прво да се направи убава проценка психолошка, дали тој пациент точно знае во што влегува, што го очекува, какви резултати може да очекува. Секогаш ние збориме однапред повеќе пати ако треба ќе се видиме со пациентите, да знаат во кои ризици влегуваат ако се работи за пациенти со повеќе коморбидитети, за потоа да не се изненадиме постоперативно и ако ја има таа психолошка компонента и ние сме ја пропуштиле во проценката пред операција, може да се случи да резултатот е прекрасен, а пациентот да не е задоволен. Вечно да се незадоволни од резултатот што се добија. И тоа се најчесто пациенти кои што имаат поминато кај повеќе пластични хирурзи, земаат повеќе мислења и го бараат оној хирург кој што нели ќе се согласи со нив. А колкав дел од лицето што изгубиле нагло телесна тежина, имаат проблем со опуштена и вишо кожа, се решаваат на ваков чекор хируршки да си го подобрат и изгледот и здравието? Па има постојат ли дилеми? Да, има и такви пациенти кои што живеат така, се прифаќаат себе си со вишокот на кожа, поедноставно им е да носат тие мидери или нели долна облека со еластичност која што ќе им ја прилепува, да речам, таа поткожа. И тоа е еден начин или избор кој што нели сите ние имаме право на избор да се одлучиме како понатаму ќе живееме. Доколку не им представува проблем во секојдневието, ги менаџираат инфекциите, можат да функционираат нормално во животот и на крај не им е психички, односно психолошки проблем, можете и така да живеат. Нели тоа не е некоја состојба која што го загрозува животот, ако збориме сепак за некоја умерена состојба, ако не е тоа нешто што води кон инвалидитет. А како влијае
врсемо до вербата? Овој тип на интервенција? Секако дека нели после тоа се посрекни, позадоволни со себе, па ќе кажам таа група на пациенти кои што реално влегуваат во ова приказна, да ја кажеме, и кои што имаат реални очекувања и кои што и понатаму ќе го сменат начинот на живот, работат со нутриционист, работат вежби со физикална, доколку имаат ендокринолошки проблем, доаѓаат на контроли кај ендокринолог и едноставно се адаптираат на новиот начин на живење. Секако во таа екипа во Центарот за дебелина имаме и психијатар и психолог кои што даваат поддршка во целиот тој процес и дури постоперативно за да не заврши тука да го крстам тоа лекување или патување, туку едноставно да тоа продолжи како нов начин на живот за да не повторно се вратат килограмите. Тоа може би е најтешкиот дел, Да. одржувањето на постигнатите резултати. Апсолутно. Да не се вратат на старите животни навики кои што ќе ги вратат и килограмите. Да, ние хирурзите знаеме да речеме, ние направивме многу убава операција, многу добар успех, меѓутоа тоа не е успех ако е за џабе, односно залудно и пациентот повторно или продолжи да живее како што живеел претходно и повторно качи килограми и повторно биде инвалид, односно не го искористи она што ние сме му го пружиле да влезе во еден нов живот. А може ли да представува проблем ако после операцијата пациентот нагло е згубил телесната тежина? После една ваква операција кожата да нема способност толку да се растегне бидејќи е Па видете, со кожата операција отстранет сериозен дел. таа кожа која што останува повторно ќе се однесува нормално, како секоја друга кожа. Во пределот на лузната може да се јават кили, доколку нели имаме нагло качување на прекомерна тежина, што ќе доведе до слабост на абдоминалниот зид и да се појави кила или хернија. Со кои пациенти потешко се справувате? Со оние кои што изгубиле многу килограми и нагло ослабеле и бараат ваков тип на операција, или оние кои што треба да ослабнат за да може да се изведе зафатот? Оние кои што треба да ослабнат повеќе се предизвик за психолозите. Аха. Повеќе се предизвик за другите колеги од тимот, да. Додека пак оние кои што веќе изгубиле телесна тежина, пак се хируршки предизвик да ги вратиме назад, нели, во некоја нормална функција. Секако хируршки предизвик за нас и оние прекомерно обезните. Значи да се направи една таква операција како оваа што ја спомнав, да се отстранат 30 килограми, да таа пациентка и се прожи можност да не биде веќе инвалид, да почне да живее нормално и да ги менува своите животни навики за да може да функционира во животот, особено ако се работи за млада личност како во овој случај, е предизвик за хирургот, но пак е и предизвик за останатиот дел од тимот, за после тоа нели целиот проект успее. Тоа е буквално еден голем проект да му се помогне на некој пациент, односно на некоја личност да може да нормално живее и да биде задоволен со својот изглед. А може ли да се направи ваква хируршка интервенција доколку постои некаков хроничен кожен проблем кај овие набори? Споменавте дека многу е тешко да се одржува хигиена, се буваат иритации, инфекции. Доколку постои некоја таква хронична состојба, резот треба да биде направен таму. Дали е тоа проблем? Ако местото на рез биде точно, доколку се е воспалено таму, да, тогаш дали мора може таа да се направи? инфекција да се смири, затоа што го изложуваме да таа инфекција навлезе хируршки во подкожното ткиво, да направи поголем проблем или во процесот на заздравување да влие. Веќе ние тука имаме бактерии кои што на хируршката рана ќе бидат блиску и со тоа имаме изворна инфекција и можност тие рани се инфицираат, отворат или споро зараснуваат.
Значи, ке пациентите со претерано голема телесна тежина има бројни предизвици кога станува збор се за... поголеми и ризиците се се поголеми, затоа пак и предизвикот нели од друга страна е поголем. Меѓутоа пак ќе кажам, тоа е мултидисциплинарно, па и своја улога има и самиот пациент. Ако убаво соработува, ако се придржува на сите насоки кои што ќе ги дадеме, тој станува дел од тимот. Од кога ќе се направат ваков тип на интервенции, стомак, подлактици, бедра и слично, доаѓа на ред и лицето. Опуштена кожа на вратот, на лицето. Може ли тоа да се доведе во некоја слика каква што била претходна, во една состојба во која што била претходна? Така. Зависно, пак ќе кажам, колку нели кожа имаме опуштена, да се направи една индивидуална проценка. Дали може да се помогне нешто нехируршки со пополнување, да тоа масно ткиво кое е изгубено го пополниме со наједноставно фет трансфер процедурата. Значи масно ткиво од еден дел на телото да се пренесе на друг дел, односно на лицето. Точно. Да, таму каде што сакаме. Таму каде што е потребно. Тоа е најчесто користена метода. Може да се користат и филерите, хиалуронската киселина. Меѓутоа, се зависи колку треба тоа, колку волумен сакаме да добиеме, каков изглед, дали поприроден или сакаме нешто да моделираме. И на крај, ако не можеме со нехируршките техники, секогаш фейслифтингот како хируршка техника е опција. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што проговоривме на оваа тема, за која што искрено мислам дека не се зборува доволно. Треба да ги знаат опциите оние кои што се соочуваат со ваков тип на здравствен предизвик, бидејќи опуштената кожа не е само естетски, туку и здравствен проблем. Така е, да. Мислам дека се уште естетиката и обезноста се до негде табу тема во овие простори, меѓутоа полека нели ги разбиваме тие граници и се надевам дека дадовме корисни совети. Ја ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Гледајте не секој работен ден во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.